македонски, бидејќи за мене тоа грчкиот јазик беше туф јазик. Ко македонка влегу во тие организации, зашто во Грција уште порано пред војната само комунистичката партија на Грција ги признаваше македонците како посебна народност, како македонска, и ние се организиравме во таа партија. И во сите тие народни одбори, кај што учествува и жени делегатки, на сите жители кои беа останати во селото. Им предлага дека е земена вака и вака наредба од привремната демократска влада и од нов, да можат македонските деца да се збринат во народните републики. Така се вика е сега. Сега што ги нема, не сме виновни ние, така стана ситуацијата. И така почна организирање на децата. Требаше тие деца да се организират од секое село, по една афежитка, одговорна, да ги носи до граница. Не, ова е тинејџерка. Тинејџерка, еве тинејџерка. Кенат? Само еден, а 40 бабики. Еден кен. Штета. Штета, еден кен. А ова ми е виден, тато ми е донес од Америка. Дај да видам таа. At the end of the Second World War, Stalin did a deal with Churchill. Churchill got Greece and Stalin got Bulgaria and Romania. 4 years later, after the split with Tito, Stalin withdrew his support for the Greek Democratic Army. In 1949, Tito closed the Yugoslavian border because the Greek Communist Party had sided with Stalin against him. This cut off supplies and refuge, and the war was lost. Ήταν πολύ μεγάλο χωριό. Εγώ θυμάμαι μικρός, είχε σχολείο, είχε γιατρό. Τώρα έχει post. Post έχει στο χωριό μας post.
The Democratic Army overcame the parents' resistance to their children being taken away by sending their teachers with them. Родена сум во село Рудари и во Желево останав, предавав на децата македонски јазик со Милка Џамбазова. Децата прилично беа. Ние бевме како народни учители, наравно без никакви личен доход, тога беше ратна доба и ние бевме како народни партизански учители, наравно. Што професорот и другите организации ни викаат дека вие ќе одите со децата да ги спасиме, али после 3 месеци ќе се вратите назад. Ќе успе нашиот покрет. When we went away, I left my right-footed moccasin. I put it at the top of the hill. I stopped, looked around. A shadow passed near me. It looked like my mother. I picked up the moccasin, held it against my chest as if to stroke my bare foot. I never saw my mother again. Мајка ми, како сопруга на партизани, таа била прогонувана, таа се криела меѓу роднините нејзини. Кога виде опасност дека му прети опасност да биде таа откриена, уште една партија, како нас, првата партија што заминавме вака деца со родители, вака што заминавме, ево тука конкретно на ова слика, ова ми е тета, таа е на место мајка, ми прибра, до возбуда, така. И цело време се грижеше за нас, што сме откорнати од огништето. Татко ми беше интерниран пред тоа 3 години на острови. По патот тие перипети, мајка ми со дете од година дена, јас 6 години, 15 дена само ноќе се патуваше. Не можеше мене да ме крени. Одењето беше макотрпно, јас сватен за фустанот и се влечкав по неја. И така некако стигнавме после 15 дена се по планини и само ноќе во Македонија. Вечеринката ги собравме сите деца, сите мајки, ги донесоа своите деца, ги облека сироти во најубавите алишта. Му спреме во торбичките јадење. Цела ноќ не спиеме. Мајките плачат, вриждат, али мора да го спаса детето. Децата и тие се пиват воли, неќат. А професорот ми вика, Стоја, немој да плачеш, биди храбра, ќе се вратиш брзо. Земе ги децата од мајките, ставај ги у колана, у селските коли. Појдовме и стигнавме до самата граница. Ние учителките неколку отидовме и прашуваме граничарите како можеме се да влеземе, да не пуштат слободно. Вика, вие требаше утре да дојдете, не денеска. Не можеме, вика, да ве пуштиме. Немаме дозвола. Одеме децата позаспа, 8-9 сато, позаспа. Немаме сушто да ги покриеме. Плачат. И му викаме, шо правиме ние со децата, се на овој песок овде? Шо правиме целано, како ќе ги држиме? Вика, ве молиме, знаете што, пројдите преку брдото, а ние како да не ве приметиме вас, преку брдото, преку тие нивието стрмништата и ќе се симните, вика, долу од водупени. Ај ги дигнавме децата позаспади и тргнавме. Тргнавме и стигнавме до самата граница. Мислам, синорот каде беше. Децата ќутат.
Така, тргнавме полека, големите деца ни помага, ги сема помалите. Јас едно под ова мишка, друго под ова. Моите мајки што беа со мене, двете, едната Александра се викаше и другата Александра, и Ристосија и Витура, ги зедовме тие децата, по 2-3 ние носиме, големите деца ги носат брачињата помали за рака, и полека, по страништата, искрвавени, искинати чорапчина, кој опинче изгуби, кој чорапче изгуби, и стигнавме во село Дупени. Јас се викам Вангел Качев, роден сум во село Мокрени, Егејски дел на Македонија. Моите предци и родителите и дедо ми и поранешните предци сите се занимавале со земјоделие. Јас во родното село живеев само 11 години на мојот живот, бидејќи на 11 годишна возраст заминав со други деца во надворот родното село. Со воз патувавме, мислам некаде 3 дни, 3 ноќи. Стигаме во риека, не симне од возот, не качаме брод. Многу деца се исплашивме кога видовме дека бродот, околу бродот секаде вода, па се расплакаа. Немавме видено порано толкава голема површина на вода, море. И се сеќам кога јас излегов од бродот, излегов по чорапи, бидејќи кондурите што ми ги даден беа мали, а немаш с кој да се сменам, беше веќе ладно, бос да излезам. Беше многу ладно и морав по чорапи. И беше момент кога мене беше многу згодно кога на мене гледат цел одред пионери. Како, мислам, имаше и други деца, може полош состав од мене, меѓутоа јас тоа го доживев многу тешко тој момент. И никош нема да заборам како едно девојче се засме, па водичот ја искара. Ова ми е од 49-та година кога бев во Романија. Не слика за некои, што знам ја, за какви некои документи беа, ама не можам да ги запамтам. За легитимација ли беше така? За легитимација, да. Сите деца имавме такви слики. Може, јас знам за мојата. Да, имате, да. Ова е брат ми Никола кој ни дојде како воспитувач на штака. Тоа е пак во Тулгеш во Романија. Коста, јас и Никола. Кој бев гимназија. Тоа е. Кога прв пат ставив машина, знаеш, на